За 43.613 ученици од 4-то одделение во основно образование до 3-та година во средно образование во земјава, денеска во 9:30 часот продолжи процесот на екстерната проверка на постигнатите знаења. Според информациите од кол-центрите, ангажираните тестатори и наблюдувачи, процесот се реализира непречено и согласно акцискиот план и дефинираната динамика. Заклучно со 12 часот, истиот е целосно заокружен во вкупно 103 основни и средни училишта. Нема пријави за технички или проблеми од каква било друга природа. Во соопштението на Министерството за образование и наука се наведува дека во контекст на написите во дел од медиумите посветени на прашањата кои се дел од процесот на екстерно тестирање на учениците, се упатува апел за понатамошна коректност во информирањето и елиминирањето на сите обиди за нивно квалификување како нелогични и несоодветни за учениците на одредена возраст или пак во крајен случај додавање на политичка конотација на содржината. Од Министерството посочуваат дека сите прашања кои што се дел од процесот на екстерното тестирање се изведени и изготвени согласно наставните планови, програми и цели. Прашањата се прилагодени на возраста на учениците и развојните карактеристики на соодветна возраст. Доколку во меѓувреме, додека трае тестирањето, се констатира известна потреба од корекција на прашања, од Министерството велат дека ниту еден ученик нема да биде оштетен со одземање на бодови или оценување. Туку тоа прашање нема да се земе во предвид при формулирањето на конечната оцена за тестот. Екстерното тестирање за учениците продолжува и во текот на утрешниот ден.